Отварање на нови 70.000 нови работни места, што ќе значи намалување на невработеноста на историски најниски 17 до 18%, се предвидени во новата програма реално, со која ВМРО-ДПМН настапува на предвремените парламентарни избори. Лидерот на партијата Никола Груевски синоќа истакна дека во изминатиот период креирани се околу 160.000 нови работни места, од кои само во последните 2 години креирани се 39.000 нови работни места. Во наредниот период невработеноста ќе биде дополнително намалена. Нашата цел е до крајот на 2020 година да ја намалиме стапката на невработеност на ниво помеѓу 17 и 18%, што е остварливо доколку нема нови кризи во европската и во светската економија, како и домашни политички кризи како сегашната. Во програмата предвидено е зголемување на пензиите и платите во јавниот сектор за 10,25%, и тоа кај пензиите во септември 2018 година и септември 2020 година по 5%, додека кај платите по 5% во јануари 2018 година и јануари 2020 година. Нов проект кој што е предвиден во програмата реално е куќа за над 36 години, со кој лицата со наполнети 36 години и над 36 години може да добијат субвенции на месечна рата за изградба на куќа во период од 10 години, од кои во првите 7 години владата ќе субвенционира 65% од месечната рата, главницата и каматата, а во следните 3 години 35% од ратата со првиот модел или пак субвенција во висина од 100% од учеството во висина на кредитот со вториот модел. Значи 7 години владата ќе ги плаќа 65% од ратите главница и камата, а во следните 3 години 35% од ратата со првиот модел или пак вториот модел, ако го избере така граѓанинот, субвенција во висина од 100% од учеството од висина на кредитот со вториот модел. Груевски при промоцијата на партиската програма истакна дека малите и средни предпријатија ќе се поддржуваат преку активните мерки за вработување и субвенционирање на трошоците за вработување и со проекти на МВПР. Најави репласирање на 101 милион евра на кредитната линија од ЕИП. Меѓу најавените проекти во предизборната програма е изголемување на социјалната помош, која, како што истакна Груевски, во наредниот 4-годишен период ќе се зголеми за 50%. Во областа на земјоделството, како што потенцираше лидерот на ВМРО-ДПМН, ќе продолжи поддршката за земјоделците. Вкупно 600 милиони евра за следните 4 години ќе бидат наменети за поддршка на земјоделците и руралните средини во Македонија, за субвенции и за други потреби на земјоделците. Наместо 50, предвидуваме 60% финансирање на инвестициите за купување на трактори, механизација, опрема, основно стадо, подигање на насади и слично. Значи, досега државата во овие години, откако е ВМРО на власт и коалицијата, кофинансираше 50%, сега ќе кофинансира 60%. Се подигнува нивото на поддршка за земјоделците да може да дојдат до опрема, механизација, основно стадо и насади. Груевски најави дека и во наредниот период ќе продолжат со инвестиции во инфраструктурата, при што во предизборната програма е предвидена изградба на 3 нови автопатишта, 6 нови експресни патишта, 60 регионални патишта за што ќе бидат инвестирани 140 милиони евра, како и инвестиција од 30 милиони евра во локални патишта. Само во Скопје, според програмата, е предвидено да се изградат нови 3 подземни сообраќајници. Во програмата предвидена е изградба на 18 нови училишта, 140 градинки, 78 спортски сали, 3 нови студентски домови. Груевски рече дека оваа програма е убедливо најобемната и најдобра досега, која во себе содржи над 500 страници на проекти и прецизни рокови и буџети.